Здраво, здраво на сите, добродојдовте во уште една епизода на нашиот подкаст Наша приказна. Со нас денес е Благој Трајковски, поранешен ученик на Горната а денес работи во Google. Првен, како сте и какво е чувството да сте во гимназијата повторно после толку време? Здраво Ана и здраво на сите. Супер сум, фала на прашање. Интересно е чувството, возбудливо и доста мотивирачки, да бидам искрен, да се вратам повторно каде што пред 20 години матурирав. Меѓутоа не ми е прв пат да дојдам тука во минатата година со професор Михаил Наумовски организиравме кратка работилница за примената физика и тогаш по долги години прв пат дојдов и така некоја нова креативна енергија ми дојде и сега ми е драго за скоро време што да оставам уште нешто. Фала на покана. Па еве малце за вашите средношколски денови да поразговараме. Каков ученик бевте, какви оценки имавте? Сите петки. Да, вистина доста се труде во таа насока и фактот е да ги имав сите години на крај сите петки. Дури може премногу труд вложив, меѓутоа во таа фаза од животот тоа ми беше многу важно, бидејќи сакав да продолжам со високо образование. Кога се запишав не знаев точно каде сакам и некако народски беше дека ако имате добар успех, ќе ги имате шансите што ги посакувате и така испадна. Да, бев одличен ученик и мислам дека е важно учењето. Можеби толку не да бидат совршени оценките на крај, меѓутоа она што ќе се научи тука е дефинитивно многу важно и многу применливо во иднина, иако некој можеби не го сваќа тоа во таа фаза, но подоцна се си има свое место. Отвора многу врати. Да, точно. Дали би извоиле некој професор што ви остал толку голем впечаток што нема никогаш да го заборавите? Да, кога професорот Никола ме покани за овој интервју и ова беше една од можните теми за дискусија, почнав да размислувам и мислам дека она прво што ми дојде во главата е секој еден професор ми оставил барем нешто во мене што можеби од прва не знам да го кажам. Но сите тие биле учители во мојот живот. Некои во поблага форма, некои можеби во построга форма. Но сите придонеле до она што сум сега. Ако веќе одиме во имиња, сигурно некој ќе заборавам и се надевам, ве молам да не ми се лутите, ако некој професор ме слуша. Меѓутоа ќе издвојам тие први што ми паѓаат на памет, бидејќи го избрав патот на техничките науки, физика, примената физика, телекомуникации. Професорот Перо, покојниот Перо, ми остави интересни размислувања за физиката, провокативни тези и тоа во иднина ми остави некоја желба и љубопитност да се продолжам во таа насока. Исто, да, професорката Данила, која што ми беше клас на 4 години, ми беше мене лично и на сите голема поддршка и голема благодарност до неа. Меѓутоа имаше и такви искуства кои што во моментот беа тешки. Ќе спомнам професор Љубомир, кој од денешен аспект сум му благодарен. Меѓутоа, тогаш кога учев историја кај него, имав неколку ситуации кои тешко ми беше да ги процесирам со таа возраст и тие знаење како добиена единица на научен, пренаучен материјал. Меѓутоа, го немав пристапот веројатно кој беше побаруван, каде што одев во детали и во ширина, а тој бараше поентата директно се каже. И сите овие работи помагаат човек да научи и јас мислам дека исто го направи. Денес работите во Google, тоа не е мало и секојдневно нешто кое што го слушаме секој ден. Ќе може ли малце подетално да не раскажете за вашата животна приказна таму патот до успехот? Да, добро, ви благодарам. Мислам, успехот е исто релативна работа. Јас си го сметам овој успех најмногу заради тоа што сум во позиција да ги изразувам моите таленти и креативни способности и за секој успехот има различна форма. Мислам не треба тоа според мене да го гледаме.
Да, веројатно започна од тука, може би порано, меѓутоа тука сигурно каде што се сеќавам на еден од првите часови, ако не беше првиот час, тогашната директорка дојде и ни рече неколку интересни пофални зборови, меѓутоа имаше и една обврзувачка мисла, беше во насока на вие сите имате потенцијал, тука сте да дојдете и да го ставиме тој во функција. Така почнав да размислам како можам повеќе да учам и за тоа околу мене, меѓутоа и за себе. И видов дека имам љубов кон природните науки, математика, физика. И веќе на крајот на четврта година слушнав една интересна приказна од мој братуче, телекомуникации студираше. Ми се виде тоа интересен пат, па се запишав на електротехнички факултет, завршив таму, бев активен во ИАСТ, студентска организација за размена на студенти. Оттаму бев во Словачка, во фабрика за производство на компоненти на оптички мрежи. Се вратив во Македонија, во партнерство со они 2 години имав мој бизнис. Оттаму продолжив во Неотел. И во Неотел се случи малку не секојдневна, можеби мистериозна случка, кај што поранешен колега беше во Google, сакаше да препорача мој тогашен колега. Тој рече фала на мислата и на препората, меѓутоа ова не е за мене, на благој ќе ме предам. И така, после се поврзав, се спремив за интервјуа, беше долг процес, скоро 9 месеци фати од моментот кога пуштив CV до моментот кога отидов во Ирска. И тоа беше пред скоро 10 години, сега во мај 10 години, така што успехот не е момент, мислам успехот се случува секојдневно. Може некој случајно да добие шансата, ама баш ќе спомнам професорот Љубомир во една ситуација за фудбал кажуваше ти можеш да станеш шампион случајно, ама да одбраниш титулата години со ред, тоа е напорна работа. И јас сметам дека тоа е поголемиот дел од успехот, фокусирана напорна работа. И како минавте тој цел пат и каква беше реакцијата кога добивте позитивен одговор од Google? Беше многу возбудливо, многу знаев дека почнувам поглавје кое што е не секојдневно, како што кажавте, можеби незамисливо. Мислам, дефинитивно јас бев среќен во Неотел, убаво ми беше, ама да, кога дојде вакво нешто, знаев дека ова е многу интересна шанса и треба да се зафатам за предизвикот. Бев возбуден, не верувам исплашен, но несигурен можеби малку несигурен во иднината, ама сепак храбар кон тоа што ми следуваше. Можеби малку тажен, бидејќи тогаш ја напуштав земјата каде што ми е цела фамилија, а таму не познав, мислам, еден двајца. Сепак возбудливо и благодарно, пред се благодарен за шансата што имам. Имавте поддршка од фамилијата кога одлучивте да заминете толку далеку и да работите таму? Каква беше нивната реакција? Да, имав поддршка и им сум благодарен за тоа. Знаја колку ми значеше тоа, поготово мајка ми. Мислам, имаше емоции, имаше малку плачење во насока на среќна сум за тебе, меѓутоа истовремено тажна што ќе видиш толку далеку. Сопругата тогаш ми беше девојка, беше исто огромна поддршка и сите околу мене. Мислам, брат ми од самиот момент кога аплицирав, веруваше дека ќе стигнам таму. Така што да, тоа ми значеше и ми даваше сила. Со развојот на технологијата, колку вашата работа се промени од почетокот па се до денес во Google, на вашето работно место? Се промени многу и верувам уште многу повеќе се променува со побрзо темпо. Интересно е како додека работам, бидејќи сум внесен во работата, толку не го гледам, меѓутоа има одредени моменти после година, две, така натаму, кога ќе направиме рефлексија за се она што се случило, може точно да се забележи како се промени. Јас кога отидов таму, во договорот ми беше дека 50% од времето ќе патувам, бидејќи таква беше природата. Инсталирав оптички мрежи, ги дизајнирав, правев порачка на материјали, така натаму, со побавно темпо и сите чекори сам ги правев. Но со време
темпото се зголеми и работата се промени кон насока на канцелариски, да ми е, значи, далечински да ги контролирам и управувам овие работи. И веќе во многу повеќе детали кои што би биле интересни веројатно во друга прилика. Има еден поим со име вештачка интелигенција, кој што се почесто и почесто го слушаме во нашето секојдневие, па каде се движи оваа гранка во светот? Да, дефинитивно ова е поим кој што е многу актуелен и многу има шум, јас би рекол, во оваа насока. Јас како инженер во мрежи, оптички мрежи, сакам да се фокусирам на сигналот, меѓу сигналот и шумот. И затоа решив да проверам некои факти и да кажем некои работи што сепак се моje мислење, меѓутоа се базира и на одредени факти. Значи, што е вештачка интелигенција? Тоа е наука која помага машините да размислуваат како луѓе. Терминот не е нов, од 1950 години, значи е веќе долго време. И баш читам во периодов една книга, се вика AI Superpowers од Кај Фу Ли, каде што се објаснува историјата, поновата историја на оваа вештачка интелигенција. Има два патишта по кои што се развива. Едниот е базиран на правила и експертски мислења, другиот е базиран на невронски или neural networks. Првиот дел беше повеќе актуелен во периодот пред интернетот да стапи во функција, бидејќи се покажало дека е многу подобар во точно дефинирани предизвици. Например, ако барате тркалезен облик со две триаголни форми над него, и тоа најчесто е мачка, тогаш овој дел од вештачката интелигенција на тој начин ги препознава мачките. Меѓутоа, новиот концепт кој што сега е актуелен, или исто така се користи терминот deep learning, длабинско учење, е базиран на рекреирање на човечките невронски мрежи, функционалности кои што се случуваат во нашиот мозок. И тој функционира малку поинаку. Не му кажуваме како на вештачката интелигенција да најде мачка, туку му кажуваме овие се еден куп слики, ова е мачка, ова не е мачка, и базирано на тоа учи и после само дава слика и кажува со поголема точност. Работата е што сега сме во таква ера од историјата каде што има многу податоци и овој систем може да учи, да напредува и експоненционално да се подобрува. И затоа сега е многу поактуелен и помоќен. Има предвидување дека ќе биде многу размардувачки во однос на тоа што следува во иднината. Значи, за наредните 10 години најголем дел од професиите сега што се нема да постои. Треба светот да го гледа ова како опасност? Не, ја мислам, има, пак ќе речам, јас ќе дадам моето мислење, ова е недоистражена тема која што може да се движи во двете насоки. Јас бирам оптимистички да гледам на ова, дека е огромна шанса за нас да исправиме повеќе работи кои што долго време се мачиме да ги исправиме. Околу младите, колку младите затоа што ги декларираат како зависници од интернет, кое е вашето мислење околу тоа? Дали навистина се? Не знам, имам читано статии дека има такви истражувања за зависност од интернет. Јас можам да кажам јас дека сум бил во одредени фази и затоа пред 2 години препознав дека премногу време трошам на интернет и во истиот момент беше сабота, се сеќавам, читав една книга и решив повеќе нема читање вести, нема социјални медиуми и од тој момент веќе 2 години воопште не отворам некој линк ако ми прати ако е нешто за настан. Зошто ова го кажувам? Ова го кажувам бидејќи сметам секој треба да си се запраша како го користи интернетот, што со тоа прави во животот. И ако тоа е зависност, навистина се запраша зошто е тоа така. Оти зависност има од секаква форма. И интернетот сигурно може да биде една од нив, меѓутоа истовремено треба да се потсетиме дека интернетот е нешто феноменално, што ни овозможи да се развиеме и како човештво и како индивидуи експоненцијално,
треба да го најдеме начинот само да го користиме тоа во таа насока. Да биде корисно. Да, да биде корисно. Имате информација за каков вид на информации најмногу луѓето пребаруваат на Google? Од прилика нешто што е најмногу. Да, интересно е често ги проверувам, нели има една екстерна страна trends.google.com, каде што ги има последните трендови што се пребарува и минатата година глобално по земја и така натаму. И често се тие случките кои што ги обземаат нашите мисли. За жал минатата година, колку што може да видам, се немирите во Блискиот Исток и така натаму во светот. Меѓутоа истовремено има и некои спортски убави настани, например, во последните 24 часа, не знам, баш гледав, имаше вчера Лига шампиони и такви преварувања. Често има некои работи што не би текнал, например времето, колку е часов или временска зона. Едноставно, бидејќи брзо се стига до таа информација. И тука се враќаме на претходното прашање. Интернетот може да ни биде многу голема корист за работи што ни се многу важни и за многу брзо време. Да, значи најчесто нешто што е многу актуелно во светот, што се случува. Да, апсолутно, да. За да се вратиме малце во Ирска, каков е животот во Даблин во Ирска? Па добро, денес имаме интересен ден на интересни временски прилики надвор. Често такво е времето кога сме на таа тема. Една од работите што ми фали е сонце, да бидам искрен, тука не случајно го имаме знамето со сонцето. Од друг аспект имам многу работи за кои што сум благодарен таму, јас и во мојата фамилија. Мирот кој што го имаме, да можеме да се фокусираме на личен и професионален развој. Многу интернационална средина е, значи јас и на работа, кај што работа ми надвор од работа има луѓе од секаде во светот, па учам од различни култури. Едноставно е место каде што светот се сретнува во мало и ни овозможува да спознаеме многу работи и да научиме за себе си како реагираме во такви ситуации. Влијае на вистина времето на расположението, конкретно за вас? Има периоди, морам да бидам искрен, има периоди. Едно време одев со мислата дека ако времето ти е најголем проблем во животот, значи имаш баш добар живот. И веројатно стои уште тоа, но кога подолго време, јас сум растен тука, нели, тука завршив, кога подолго време не сте виделе сонце наеднаш се јавува некаа потреба и верувам не е само кај мене. Но од друга страна, како и секоја предизвикувачка ситуација, тоа е можност нешто друго да откриеме. Например, кога денот е помал, не се излегува надвор, може човек книги да чита, може да разговара баш со интернетот, со луѓе од настрана, јас со Македонија тука и така натаму. И уште нешто за да ве запознаеме така малку подобро, дали живеат луѓето во Даблин, и вие, некој брз живот, или пак малце посмирен, побавен, некако ги организираат обврските, или цело време е нешто во трчање? Мислам, тоа е избор. Да, има брзина, дефинитивно, речем, јас кога ќе се вратам во Битола ми е многу убаво, бидејќи има некоја спокојност тука во однос на секој нивиот од градот е колкав што е не преголем, може лесно се стигне од едно друго место. Даблин е сепак пораширен и има многу повеќе сообраќај. Но истовремено може човек, јас од кога станав родител почнав поинаку да гледам на животот, дека за да не брзам секаде како мува без глава, можам да ги испланирам работите подобро. И од некои работи треба да се откажем. Можеби не се за денес, во друга прилика и така натаму. Така што и во големо место може човек да си воспостави одреден баланс. Барем верувам во тоа. За крај, што би им порачале на денешните генерации? Како да се мотивираат за да продолжат по патот и да ги следат своите соништа, да не се откажуваат? Да, ова е многу интересно прашање на кое што сум размислувал, јас индивидуално сум гледал и многу вакви интервјуа и со желба да добијам некоја инспирација и мотивација. И се надевам дека слушателите, гледателите нешто од нашиот разговор досега веќе
видеа во насока. Меѓутоа би додали уште неколку работи. Пред неколку години дадов интервју за ITMK, портал нели во Македонија, и завршив со една мисла тогаш дека секој треба да се бори да го работи она што сака, но истовремено и да научи да го сака она што го работи. Малку е нели поврат на равенката, меѓутоа јас верувам дека е тоа така и со тој модел би можели повеќе да напредува во војнина. Истовремено секој сметам дека е роден гениалец. Ова не е моја мисла, има повеќе, Бакмистер Фулер има разговаран на оваа тема, мислам дури Ајнштајн го има кажено. И ствар, баш верувам во ова. Секој е во одредена сфера гениалец. Треба да се запраша длабоко во себе кој е тоа поле, каде може да расти и да го пронајди и да се вложи максимално. Мислам дека она што многу луѓе го забораваме дека за успех или чувство на успех и напредок треба напорна, континуирана работа, трпение и многу други вредности кои што се покажале како добитни во минатото. Нема краток пат до успехот. Благодарам многу на поканата и на исцрпните одговори кои што ни ги дадовте и што го одвоите времето за нас. Благодарам, ми беше задоволство што гостувам тука и расположен сум за било какви контакти во нив. Драги гледачи, тоа беше Благој Трајковски и ви благодариме и вас. Се гледаме во следните епизоди.